Сите судии што се сомневаат или имаат докази за притисоци и аномалии во судството и судскиот совет веднаш јавно да ги соопштат, повика председателот на судскиот совет Сашко Ѓоргиев. Значи, станува збор за интегритет на судиите. Во овој случај се доведува во прашање самиот интегритет на судиите. Во состојба кога тие пријавуваат во анонимни анкети, пријавуваат некакви вакви аномалии, а од друга страна да не ги истакнат таквите аномалии, значи на некој начин се припишуваат сами на себе дека нема доволно храброст. Значи, апсолутно ги охрабрувам и ги поттикнувам лично кај мене, односно институции како обвинителство и било кои други надлежни институции слободно нека пријават. Според присутните новинари, новиот избор на апелациони судии кој треба да се случи наскоро, повторно ќе предизвика негодување и можни скандали бидејќи меѓу кандидатите се и такви кои имаат по неколку представки за нивното работење. Ај кажи, ја не знам, кажете ми кои се. Вие не спомнувате имиња, ни јас не спомнувам имиња. Па добро, немојте така, ма видите, немојте таков, ве молам. Председателе, дали за луѓе, за суди, за кои што има сериозни представки поднесено тука? Добро. За разрешување, за одговорност. Дали тие имаат, еден од нив има по две или три. Дали тие имаат право да се тркаат во оваа, и прошлиот пат во оваа трка ве прашав, не ми одговоривте конкретно. Бидете конкретни за кој сакате да прави. Ја не знам, се имаме 400 судии. Има судија, кој се кандидирал. Има постапки за разрешување. Ама кажете име, ве молам. Во принцип ве прашувам, дали судија кој има право, дали имаат право или немаат право? Имаат право да се кандидираат, работа на советот. Ве молам, мора да бидеме конкретни да говорам. Фокусот на вниманието судскиот совет одново го привлече по неодамна објавените резултати од спроведената анкета за доверба во судскиот систем, а во која голем процент на судии самите искажале недоверба во судството.